Жив срам ме изеде, како тоа ниту еден пратеник од СДСМ да не зеде збор во собранието. Кој не сака да зборува на говорница, нека поднесе оставка. Порача некогашниот генерален секретар и градоначалник на Карпош од СДСМ Андреј Петров, откако на конститутивната седница вчера никој од пратениците на СДСМ не зеде збор. Реакција поради пасивниот став на својот Facebook профил има и до вчерашниот пратеник Мартин Костовски, кој исто така звучи резигнирано. Главна улога на пратеникот е да зборува на говорница, да брани став и да презентира политики. Ќутлози не му се потребни на СДСМ. Фер е на почетокот на мандатот да се каже можам или не можам. Нема страф, мора жестока акција. Молкот не е конструктивност. Удри по своите Костовски. Подолу од Петров и Костовски не остана ниту Стефан Богоев, до вчерашен подпредседател на СДСМ, кој се споменува и како можен нов партиски председател. Пратениците треба да знаат дека се избрани од народот за да аргументираат и да дискутираат во собранието, а не да се сликаат и да молчат, особено на седници на кои се формираат владеечко мнозинство и се бира председател на собрание. Напиша Богоев на Facebook. Овие критики не се единствени и нив ги има на сите страни, од бивши функционери на партијата, но и од членството и симпатизерите. Сепак, што за критиките велат актуелните пратеници и зошто не се појавија на говорницата? Значи, тоа прашање не можам поставите на раководство на партијата, затоа што тоа одлука на раководство. Дали ова образложение е доволно за критичарите и неизвестно, но во пресрет на 30 јуни кога партијата треба да избере нов лидер, тие би можеле да значат или вовед во нова или кулминација на сегашната неизвестна состојба.